ни е полно со гости ова утро. На многу убава тема да разговараме наредниве минути со моите соговорници. Медали за македонските средношколци по физика и математика на најголемата меѓународна олимпијада во Токио, што значи да се биде на врвот на светот по знаење и колку државата и бизнисите, меѓу другото, треба да ги препознаваат и поддржуваат талентираните ученици, кои што во иднина би биле кадар кој што и тоа како е вреден на пазарот на трудот. Е тема на која што дискутираме со Теа Бушкова, која што ни е представничка од ТИРС. Добро утро, Теа. Заедно со неа Никола Цветановски, Емилија Николовска и Јан Стојановски, младите средношколци кои што беа учесници на олимпијадата, ќе ни кажат кој по физика, кој по математика, но Теа ќе започнеме еве со вас. Квалитетот на македонските ученици го препозна и ТИРС преку иницијативата која што всушност ја формиравте, чија цел е во целова приказна да се вклучи и државата, но и бизнес секторот. Така. Иницијативата се раѓа во ТИРС. Е препознаен овој квалитет што го имаме кај младиве амбасадори, што се докажа и не представија во најдобро светло на најголемите олимпијади до сега. Идејата е ТИРС како самостоен орган на државата да биде некако сврзник меѓу државата и бизнес секторот, институциите, една платформа каде што ќе се овозможи соработка и креирање на фонд, на национална програма кој што не само ќе биде фокусиран и на финансиска поддршка за овакви можности, туку креирање на повеќе можности и отворен диалог и разговори со проблеми што се соочуваат во школството, предизвици, како тие да се надминат и како да ги задржиме овие млади во државата и да креираме можности за нив тука. Тука ќе се задржам. Најголемиот проблем кој што го имаме изминатиот период е како овие квалитетни деца да ги задржиме во Македонија. Ова е одлична можност за да се отвори таа тема, да се продискутира, па не само и државата и бизнес секторот да се вклучи во приказнава за да го задржиме оно што е наше, нели? Така. Започнуваме со интензивна работа на ова. Иницијативата произлезе од дирекцијата, но понатаму беше поддржана и поздравена од страна на председателот на државата. Отидовме во Јапонија, се вратија како шампиони, го добивме првото злато по математика, како и 2 бронзи, како најголем успех и за физичарите, и продолжуваме понатака да ја градиме оваа платформа и да бидеме сврзникот или сврзното ткиво, што би се рекло меѓу бизнисите и државата. Во Македонија на утрава имаме само мал дел од тимот најдобри физичари и математичари во Македонија. Ќе започнеме со физичарите, Емилија и Јан. Она што ме интересира, како вие во целата ова приказна прво да влезете во тимот, а потоа да поидете и на олимпијада? Добро, еве, уште започнавме уште од основно. Интересот за физика секако не е дека се родил ден пред некој надпревар, па тогаш да сме започнали. Уште од помлади сме биле заинтересирани, не занимале науки и тоа. А подоцна преку надпреварите, обично од училиштето, барем за нас двајца. Каде учите? Јас сега во Јахјак имал. Јас сум математичко-информатичка гимназија. Добра. И така, со помош на нашите професори, први не запозна со надпревариве. Се запишавме, почнувајќи со нашите домашни надпревари, општински, регионален, државен. Па потоа од тие надпревари дознавме за олимпијадите, подготувајќи се, почнавме да учествуваме и на меѓународни надпревари. Емилија, истото? Да, истото. Има низа на селекциони тестови, по кои здруженијата одбираат кои 5 представници или на математика 6 ќе одат на олимпијадата. И како помине олимпијадата во Токио? Што значи да се биде рамо до рамо со најдобрите млади умови во светот? Тоа е навистина прекрасно искуство. Таму всушност никој не се гледа како конкуренција, има споделување на нови искуства, помош и сепак се прават нови пријателства кои можат во иднина многу да не значат. Каков е успехот на олимпијадата? Освоивме 2 бронзи и 2 пофалници. 2 бронзи и 2 пофалници. И сега, која држава беше најголем конкурент? Која би беше најголема препрека еве некаде да дојдете до врвот? Што беше најголем проблем? Немаме ние некоја така држава против која се надпреваруваме. Ние се стремиме ние да сме најдобри што можеме. Добра. Но како стојат другите држави, да речеме, кој е на врвот? Кој има злато? Секако кинезите се најдобри. Добра. Без исклучок. Кинезите, американците, русите. Но теа, коригирајте ме ако грешам, многу е значајно што ние успеваме во целата оваа приказна од
млади умови најдобри во светот да бидеме дел. Апсолутно. Со тоа што дури физичарите со својот најголем успех, а и математичарите го имаме македонскиот најдобар математичар, а сега и светски најмлад математичар. Дамјан Давков, да. Так. Колку години има Дамјан? Не е тука во моментов, за жал ни е премало студиото за толку многу деца, иако е 400 квадратни метри. Да, сум дека е 15 сега, така. Во средно, сите се среднисти. Прва година. И сега, ајде да кажеме, на математичката Дамјан доби прво сребро за Алексе и 2 брози за Никола Цветановски и Никола Спировски, така? Јан Стојановски, Јан учествуваше и на двете? Да. Добра. И сега има добро, математиката и физиката може да се каже дека се сродни, но претпоставувам дека е двоен напор да се учествува на 2 надпреварувања. Да, има повеќе работа, бидејќи треба 2 подготовки за секоја олимпијада. Мислам, поврзани се, да, за тоа е заедничкиот интерес, но за конкретните задачи треба посебно да се подготви. Никола, тежок беше патот до бронзата? Како сега ти во приказната со олимпијадата? Јас, како што кажа, и они и математика од прилика системот е ист. Почнуваме да се надпреваруваме од основно некаде. Сите обично не интересирала математиката. И потоа имаме општински, регионален и државен надпревар. И после, кога ќе направиме добар пласман на државен, дознаваме за олимпијадите. А олимпијадите кај нас се и селекционни тестови за меѓународните олимпијади. И така се спремаме преку овие селекционни надпревари и подготовки што ни ги држи Сојузот на математичари. И така стигнавме до успехот што го постигнавме годинава. Која година си и каде учиш? Јас сум сега 4-та година во Јахја Кемот. 4-та година Јахја Кемот. И сега каде понатаму? Завршувате полека на сигурно средно училиште и сега што понатаму? Па ќе гледаме да се запишеме некаде во странство за почеток. Добра. Не значи тоа дека Не, апсолутно не коментирам да. Не значи дека ќе останеш во странство, да, така е. Но ќе видиме какви се условите и не одиме во странство дека тука нема да имаме добри професори, но знаеме дека државата нема баш да не поддржува како што треба, знаеме дека немаме добри услови за живење. Здравството е како што гледаме сега со и останати, значи се гледа дека државата не ни нуди тоа што ние. Но не ли треба вие да ги менувате нештата? Не ли треба и вие да придонесувате во целата оваа приказна? Апсолутно ја разбирам желбата, но од друга страна нели таа младите генерации се тие кои што треба да прават промени, секогаш промените од младите доаѓале? Би сакале да правиме, но како што гледаме, мислам не дека нема да се потрудиме, но ќе видиме како ќе биде. Ајде по завршувањето на факултетот да бидете вие таа генерација. Вие? Па доколку не понудат работа, јас би се вратила радо. Меѓутоа мислам дека тоа што сакам да го учам не е многу застапено. Што би сакала да учиш? Па би сакала физика, но нешто како експериментална физика, зашто требаат ресурси. Никола? Јас би сакал да учам или нешто околу математика. Конкретно мислам дека математика, ама по добрите институции за да добијам добро образование по математика конкретно се во странство. Така да би сакал да завршам во странство после, ако имам шанса да се вратам. За ова зборуваме, всушност тоа е целта и на целата иницијатива. Доколку и државата се вклучи проактивно во приказната, доколку бизнисите се вклучат проактивно во приказната, апсолутно имаат можноста да студираат во странство, но опцијата е да бидат дома и да придонесуваат дома. Да се вратат овде, да. Јас овие млади таленти ги гледам како фронтмени и фронтгрл во нашата иницијатива, кои што се докажа навистина со својот успех и кои што ни се лицата на иницијативата, приказната започна совршено, подобри не можевме да го замислиме од ова. И понатаму тие ќе наводат, го докажаа својот успех и ќе наводат низ цело во ова што е тоа што е потребно за да се задржат вакви кадри. Замислете, некој што е правенец, што освоил медал и бил најдобар на најголем настан што е представувал државата да работи во некој од компаниите овде, да го имаш како капитал, човечки капитал внатре. Така да започнавме прекрасно до сега, се движиме напред и со овие фронтмени и фронтгрл ја реализираме иницијативата. Идејата и иницијативата да прерасне во фонд за поддршка на млади талентирани дома, какви се изгледите тоа да се оствари во пракса?
Во пракса до сега започнавме само со поддршка страна на ТИРС. Јас како представник од ТИРС имав честа да го просведочам успехот на математичарите, иако во исто време се одвива Олимпијадите во Токио. Започна од ТИРС со поддршка на двата тима физичари и математичари и сега понатака е еден повик за акција на бизнис секторот, каде што ние ќе возможиме таа платформа да се видат кои се можностите, каде може да се инвестира во младите, а и младите да видат кои се можностите за нив. Теа вие студирате во Македонија. Денеска треба да го полагате својот последен испит. Додолку сум благодарна што прифативте да бидете гостинка во Македонија наутро и ќе посакам многу успех денеска. Што вие по завршувањето на факултетот? По завршувањето на факултетот останувам дом. Овде за мене се створија на некој начин услови, сега најдов своето катче. Сакам понатаму да продолжам да се борам за своите сониште и идеи овде и да видам промената која што ја замислувам. А тоа е навистина во образовниот сектор со самова иницијатива, па и работа на други програми тука. Следуваат олимпијади надпревари во периодот кој што следува, претпоставувам следната година, така му доаѓа, не? Следната година. Ќе бидете дел од тимот? Ќе видим. Се надавам. Што значи да се биде дел од Олимпијадата во поглед на подготовки? Бидејќи училиштето како училиште нели паралелно треба да се тера, има свои обврски, воншколски активности апсолутно имате, но тука е и обврска плюс подготовката за еден ваков меѓународен настан. Колку време, енергија и подготовка ви требаше за се во ова? Па има доста подготовка за секој надпревар. Мислам, да, со училиштето е дури тешко, бидејќи сме преобременети од училиштето и ние приватно што мора да се подготвуваме за надпреварите. Училиштето не подготвува толку за надпревари, или поважно е училишниот успех. И сега ние за тоа мора да рамнотежа некоја да најдеме меѓу тоа што го имаме во училиштето, да се подготвуваме за надпревари. Еве, например, за меѓународни олимпијади. Тоа значи од летото по завршувањето на училишната година се до олимпијадата, што е прилика месец време, активна работа секојдневна по неколку часа за олимпијада. Сите тројца претпоставувам исто. Има комуникација меѓу себе, се слушате телефонски, си помагате, разрешувате дилеми. Да? Една од поубавите работи што имаме убави соодноси меѓусебно. Исто така друштвата организираат подготовки и тие ни помагаат колку толку. Постоеше некој сегмент од целата оваа подготовка кој што ви беше, да не речам проблематичен, ќе кажам предизвик плюс кој требаше да се совлада? Па не, освен тоа што треба и приватно да се спремаме, се додека не влеземе во тимот, откако ќе влеземе во тимот, тоа е некаде март-април, зависи од која сфера надпревар се надпреваруваме, додека не влеземе во тимот, односно откако ќе влеземе во тимот, Сојузот на математичари или Друштвото на физичари кај нив ги организира подготовките понатамошно. Предпоставувам дека добра екипа ќе имаме и за следната Олимпијада. Подготовките, вообичаено кога ќе заврши еден надпревар, подготовките за следната почнуваат одма. Да, и веднаш и разменија кои биле решенијата од самава Олимпијада, кои биле предизвиците да се подготвуваат за следната математика, мислам дека ќе се одвива во Британија, а физика во Иран. Стигнавте некои пријателства, постои некаква комуникација, да речеме, со представници на други тимови од други држави со кои што во моментов сте вмрежани и комуницирате? Да, секако. Комунициравме се еве со романците и со естонците. Кои се најотворени за комуникација? Кои држави? Нам најлесно ние со нашите соседи и општо балканските земји, со нив секогаш се дружиме. Понекогаш и со па романи еве исто ни се скоро како соседи. Ако ги гледаме така. Почна новата училишна година, тоа е предизвик плюс во целата оваа приказна, доколку се уште сте во тимота, треба да се подготвувате. Нови предизвици, нова година, го спомена во некој сегмент успехот, нели? Се ни е подготовка, меѓутоа успехот на училиште треба да си биде таков каков што е. Каков е? Каков ќе биде годинава? Каков беше до сега? 5-0. Ај, што прашувам, не знам, што се мачам. Јас искрено, уште колку години ви остана до крајот? Последна. Да. Сите тројца сте на последна? Да. Значи уште една година. Ова ви е последниот воз да го фатите вие со нив за следната Олимпијада.
а потоа се надевам дека ќе имаме и нови генерации. Има генерации млади кои што може да влезат во приказната во моментот? И тоа зборуваме и за други теми. Од МОН имаме општо прифатена листа на неколку олимпијади, можеби 15-тина, кои што се од страна на нив, но, например, немаме репрезентација или немаме формирано тимови кои што може да представуваат државата на одредени теми или во одредени области. Така да не само што за математика и физика, туку планираме понатака да ги пласираме тие можности на некој начин и да формираме репрезентативни тимови и тие исто да бидат поддржани од страна на државата и бизнис сектор. Нашата поддршка ја имате, се надевам дека ќе пристигне на голема поддршката и од државата и од бизнисите. Се со цел да ги задржиме овие деца овде дома. Која е пораката за сите млади кои што можеби ќе влезат во тимот, можеби ќе ве наследат и тие ќе бидат дел од приказната во годините кои што следуваат? Да дадат се од себе и никогаш да не се откажуваат, дури да не влезат во тимот една година, секогаш имаат следна шанса. Да работат многу. Дека се работи. Нека почнат со најобични превари по физика, локални, регионални. Да немаат преголеми, мислам да не се ставаат очекувања преголеми на себе. И да се изненадат. Да. Учењето да им е задоволство. Се сеќавам на првиот надпревар, еве сега имаме уште една минута сосема након, се сеќавам на мојот прв надпревар по кенгур, 4-то или 5-то одделение. Бев и воопшто несигурна во себе дали треба да се појавам на таков надпревар. Наставничката ми кажа: "Појди па, што и да биде, може да биде ништо, може да биде нешто." И навистина од ништо, условно кажано, нели, со целата таа трема, испадна награда. Така што никогаш и несигурноста во себе е многу моќен психолошки фактор во целата оваа приказна. Ослободувањето не знаете што може да донесе плюс. Така беше кај вас? Не? Вие сте малку похрабри. Однос на подготовките секогаш е така. Нели? Да. И јас се надевам дека ќе имаме многу храбри деца теа во годините кои што следуваат. Јас се надевам искрено дека приказната ќе се шири и дека сите овие млади за кои што зборуваме на големо години наназад дека треба да останат овде, ќе ги имаме бидејќи ни се необходни. Така. Благодарам, посакувам многу успех. И ве посакувам искрено назад по завршувањето на високото образование.